Добар ден. Вести во 16 се извинуваме поради технички причини за доснењето и да ја видиме генералката. 10 вработени во македонски пошти го помогнале грабежот во кој од Чаирската пошта беа украдени 210.000 евра. Меѓу нив се и сопруга на екс-министер на ВМРО ДПМН и ќерка на поранешен висок функционер на ДУИ. Државата почнува обнова на театри. Ќе се реконструира Римскиот театар на Скупи. Со 9.000 седишта тоа ќе биде најголемиот театар на отворено во Македонија. Тоа ќе биде еден објект кој што ќе има големо и културно значење, меѓутоа и туристичко значење и значење за одржување на различни представи, фестивали, музички настани, театарски настани. Државата нуди ефтини станови од 795 евра за квадрат. Добра можност за проектот Купи куќа, купи стан. Арапската пролет и квази револуциите за демократија направија екзодус врз христијаните во муслиманските земји. Светот засега споро реагира пред невидениот верски прогон. 10 лица вработени во македонски пошти, меѓу кои сопруга на екс-министер на ВМРО ДПМН и ќерка на поранешен висок функционер на Демократската унија за интеграција, заработија кривични пријави поради овозможување на грабежот во Чаирската пошта пред непол месец, од која беа однесени 210.000 евра. Истражен судија им одреди притвор на сите осумничени. Ќерката на функционерот на ДУИ и сопругата на екс-министерот на ВМРО ДПМН не се достапни за полицијата. Необезбедена и незаклучена врата од службениот влез, отворена заштитна решетка, исклучени безбедносни камери, слободен пристап до благајната без никакви сигурносни брави. 10 лица помогнале да се изврши грабежот во Чаирската пошта од 26 јули. Меѓу нив раководител, управник, поштари обезбедување. Полицијата со кривични пријави за несовесно работење. Истражен судија им одреди 30-дневен притвор на деветмина. 2 од нив се во бегство, а неофицијално станува збор за сопруга на поранешен министер за транспорт и врски од ВМРО ДПМН и ќерка на висок екс-функционер на ДУИ. Фантастичната сума од 210.000 евра одземени за само неколку секунди била лесен плен, спакуван во 2 црни кеси кои без никакво обезбедување стоеле на влезот од благајната. Несовесното работење го утврдила внатрешната ревизија на македонски пошти. Влегувајќи преку необезбедена и незаклучена безбедносна врата, од службениот влез влегле во ходникот преку втора повторно така незаклучена и незаштитена решетка, која исто така била потоа во просторијата на благајната, каде исто така имало безбедносна решетка и врата кои не биле заклучени, со закана со пиштоли од 4-то пријавениот и 44 годишен поштар од Скопје одзеле 2 вреќи во кои биле средствата. Полицијата се уште трага по двајцата разбойници и по парите кои беа наменети за родителски посебен и додаток за новороденчиња. Ќе се реконструира Римскиот театар на Скупи. Со 9.000 седишта тоа ќе биде најголемиот театар на отворено во Македонија. Гостин во централниот дневник министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска. Гледајте во 19. Токму тоа, државата почнува со обнова на театрите. Ќе се реконструира Римскиот театар во Скупи со 9.000 седишта. Тоа ќе биде најголемиот театар на отворено во Македонија. Денеска во Скупи, заедно со министерката за култура, беше премиерот Никола Груевски. Костурот на големиот римски театар на археолошкиот локалитет Скупи полека го догледува светлото на денот. Амфитеатарот, кој според археолозите бил најголем отворен театар во своето време и собирал публика од 9.000 луѓе, се уште во голем дел лежи под слоевите земја и песок, но истражувањата од ден во ден напредуваат и многу наскоро тој ќе го добие стариот сјај. Премиерот Никола Груевски најави негово целосно возобновување, од кое сатисфакција ќе имаат граѓаните, но и туристите. И ќе се работи во наредните 2-3 години, а потоа ќе се оди на конзервација и реставрација. Кога ќе се заврши сето тоа ќе биде еден објект кој што ќе има големо и културно значење, меѓутоа и туристичко значење и значење за одржување на различни представи, фестивали, музички настани. Груевски напомена и дека државата ќе продолжи со реставрација на театрите и домовите на културата ширум земјата, а планирана и целосна реконструкција на Струмичкиот театар. Се надеваме дека во рокот околу 1,5 до 2 месеци ќе почне градбата на театарот во Струмица. Исто така, во фини сме на подготовките да започне и градбата на Турскиот театар во Скопје.
Премиерот посочи дека наскоро ќе биде објавен јавен конкурс на кој компаниите ќе можат да аплицираат за коинвеститорство во стопанисувањето со драмскиот и македонскиот народен театар во Центар. Составените субвенции до ефтини државни станови, наспроти тврдењето дека во Скопје нема поевтини станови од 900 евра по квадрат, министерот за финансии Зоран Ставрески денеска потсети на становите од државното стамбено претпријатие кои се градат за станови од 795 евра. Преку проектот Купи куќа, купи стан, граѓаните можат да дојдат до ефтини станови кои ги гради државата. Во Реонскиот центар во општина Аеродром јавното стамбено претпријатие гради 7 згради и нуди 335 станови по цена од 795 евра за квадратен метар. Владата дава навистина многу пари, помага многу, но потешко е да се најдат станови под 900 евра по метар квадратен колку што е условот за тој кредит и за тој проект. Еве токму денеска сме тука каде што на одлична локација има такви станови. Не само што овде становите се продаваат по 795 евра по метар квадратен, туку становите се даваат и опремени со кујна и со air condition. Директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор вели дека становите кои ги гради претпријатието се меѓу најефтините во државата. Само за нас, на некаде 500 метра до 1 километар се наоѓаат градежни фирми кои што се од приватниот сектор, кои што ги продаваат становите за 900, беа 1000 и 1100 евра, која отпочнавме ние со градба во овој комплекс тука. Ние на некој начин представуваме еден баланс во даденава ситуација во Република Македонија, како не би дозволи на приватниот сектор да ги качува цените енормно високо горе. Ставрески посочи дека субвенциите кои сега се неповратни и во моделот за рата и во моделот за учество нудат добра можности за купување куќа во некои од типските населби најавени од приватни инвеститори. Оние кои што сакаат да искористат средства субвенција од државата со проектот Купи куќа, купи стан можат да добијат 15.000 евра за поддршка за купување или изградба на куќа и 10.000 евра доколку се решат да купат стан како еден од овие што тука ги гледавме. Од 7 згради во Реонскиот центар, првите 3 се во напредна фаза и ќе бидат готови на крајот на септември. Народната банка регистрира продолжен пат на цената на становите во земјава за 0,5% на квартална и 4,7% на годишна основа, што се должи на зголемената понуда. Македонија интензивно ги користи парите од европските фондови наменети за образовните програми. За 7 месеци искористени се 1,5 милиони евра. 85% искористени европските пари наменети за образование, доделени 111 решенија во вредност од 1,5 милиони евра. Најголем дел од проектите се однесуваат на програмата Доживотно учење. Министерот Ристовски смета дека Македонија ја вратила довербата кон Брисел. Тоа се покажува и со зголемување на средствата кои годинава се за 18% повисоки од лани. Ветува дека суспензијата која беше ставена пред 4 години нема да дозвола да се повтори. Позитивните коментари и оценки доаѓаат токму од Брисел за работата на Националната агенција. Аз верувам дека тоа ниво на квалитетна работа ќе го продолжиме и во иднина и практично нема да се доведеме повторно во непријатна ситуација, така да тоа е едно можам слободно да кажем една непопуларна епизода од нашите активности кои што се директно поврзани со европските фондови. Европските пари најмногу ги користат високообразовните институции преку програмата за мобилност на студенти. Како најголеми корисници се јавуваат Универзитетот Кирил и Методи, Универзитетот Климент Охридски, Универзитетот од Штип, Државниот универзитет од Тето, Факултетот за бизнис економија. За следната година од образование очекуваат зголемување на средствата и вклучување во поголем број на европски програми и проекти. Министерството за финансии веќе го крои буџетот за следната 2014 година, а за тоа дали ќе има ребаланс на буџетот, министерот Ставрески вели дека ќе се знае во септември. Сум фокусиран со Министерството за финансии и со другите министерства на изработката на буџетот за 2014 година. Веќе ги почнавме подготовките, почнавме со разговори со министерствата, во исто време ќе се работи и на среднорочната рамка, односно на индикативните буџети за 2015 и 2016 година. Ќе почекаме да видиме август како ќе помине и тогаш ќе видиме дали има потреба од било какви корекции, но она што е најзначно е дека во целина реализацијата на буџетот и на приходите во рамките на планираното. Да останеме активни и ние како влада, а и фирмите, бидејќи нема простор за преголемо опуштање, но треба да се биде поголем оптимист со оглед на позитивните резултати во европската економија.
Најголемата европска туристичка компанија ТУИ соопшти дека ги откажала сите аранжмани за одмор и летување на германски туристи во Египет до крајот на септември. Слична одлука донесе и втората најголема компанија, британската, која носи гости на туристички патувања и одмор во арапска земја уште од втората половина на 19-тиот век. Ваквото решение е донесено како владата на Германија побара од своите државјани да не патуваат или да летуваат во оваа арапска земја поради уличните судири меѓу приврзениците на сменетиот исламистички претседател Мохамед Морси и египетските безбедносни сили и насилствата во кои има стотици мртви и ранети. А арапската пролет и револуциите во муслиманскиот свет на истокот, кои беа толкувани како бунтови за демократија, се претворија врз крвав и досега невиден геноцид врз христијаните. Постепено, но сосема сигурно е дека христијаните од овие земји исчезнуваат. Само во последните 24 часа запалени 52 цркви во Египет. Хоророт во Египет продолжува. Црквите во пламена, бројот на жртви од ден во ден расте. Муслиманското братство не престанува со насилство. Бесни зашто војската го гуши нивниот бунт, приврзаниците на соборениот египетски претседател Мохамед Морси им се одмаздуваат на христијаните. За само 24 часа нападнаа 52 христијански цркви, а цел на нивните напади биле и сиропиталишта, приватни работилници, како и домовите на коптите. Тажен сум, религијата ми вели да останам чист. Јас ја чистам црквата, црквата е мојот дом. Еден од најгрубите напади е убиството на 10-годишното девојче во Кајро, кое присуствувало на час по веронаука, а христијанското училиште е запалено. Денеска пак се запалени сите коли кои имале крст на ретровизорот. Копското христијанско малцинство во Египет е 10% од вкупното население или 8 милиони христијани кои живеат таму. Долги години, исто како и припадниците на останатите христијански заедници во Египет, беа честа мета на напади на исламските екстремисти. Патриархот Шенауда трети, кој почина пред неколку месеци, секогаш со Хосни Мубарак и муслиманските верски авторитети, успеваше да најде заеднички јазик и да ги заштити. Пред избивањето на арапската пролет, исламските екстремисти во бомбашки напад врз преполна копска црква во Александрија убија над 20 луѓе. Уште тогаш се виде дека во така наречената револуција во Египет нема да има место за коптите, како и за останатите христијански заедници. За време на владењето на Мохамед Морси забележани се низа напади врз верски објекти, но и на луѓе, што претходно беше реткост. Од арапската пролет до сега ситуацијата драстично се промени. Муслиманското братство не може на коптите да им прости што пред еден месец нивниот нов патриарх Таварадос II заедно со најголемиот сунитски верски авторитет во земјата, имамот Алахзара Ахмет Ел Таеб, го подржа генералот Ал-Сиши во симнувањето од власт на претседателот Морси. Веднаш по падот на Морси започна прогонот на коптите и на сите христијански заедници. Премиерот Никола Груевски апелира до СДСМ за доброто на државата да се вразумат и да може да се деблокира комисијата за 24 декември. За сега сме фокусирани, ќе останеме фокусирани на диалогот, ќе останеме фокусирани на изнаоѓање решение. И ја користам и оваа прилика да упатам апел до Социјалдемократскиот сојуз да најдат начин да дојдеме до решение кое што да излезат од оваа гужва во која што се внатре во партијата, од внатрешните проблеми, барем по ова прашање. Не претендирам за нивните други внатрешни прашања, но барем за ова прашање да најдат начин да помогнат на државата, не на ВМРО ДПМН или на владата, туку станува збор за проблем кој што и го создаваат на државата со нивните препреки внатре во партијата. Ќе се реконструира римскиот театар на Скупи. Со 9000 седишта тоа ќе биде најголемиот театар на отворено во Македонија. Гостин во централниот дневник министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска. Гледајте во 19. Новиот начин на категоризација на хотелските капацитети ќе овозможи подобри хотелски услови.
Со мали инвестиции кои не бараат конструктивни градежни зафати во објектите и со шминка на понудата и просторот, охридските хотели можат да добијат повисока категорија. Со новиот закон за категоризација кој предвидува 2 нивоа, од 1 до 5 звезди и супериор категорија ќе се подобри состојбата во хотелиерството. Со помала инвестиција, со дотерување на некои детаљи и дополнување на некои детаљи, хотелот може да добие сигурно 1 звезда повеќе или да оди во категоријата супериор. Некои од охридските хотели веќе направиле рекатегоризација, а од страна на државната пазарна инспекција најавија засилени контроли. Ние стоевме за овај предлог закон, наше барање беше овај предлог закон, благодарност до институциите на државата што се усвои, бидејќи со овај закон ни се олеснува движењето во повисока категорија. Од Хотан велат дека со новиот критериум за категоризација кој е донесен од Европската унија, од страна на луѓе кои добро ја познаваат оваа област, туристите ќе добијат подобри услови за сместување. Кампањата Македонија без отпад го врати сејот на плажата Стење во Преспа. Враќањето на туристичкиот сјај по кој Преспанската ривиера беше препознатлива во 70-тите години како една од главните интенции за успешен локален економски развој на актуелната власт во општина Ресен, деновиве беше конкретизирана со активности за чистење на со години запуштената плажа Стење. Акцијата се спроведе во соработка со Министерството за животна средина, а во рамките на кампањата Македонија без отпад, чија цел е заштита на националните паркови во државава како природни и културни наследства од исклучителна вредност. Ја фокусиравме акцијата на чистење на искусената трска и отворање на плажите, овие крилови плажи оде на Преспанскиот брег. Тука веќе се изчистени околу 300 до 400 метри од брегот на Преспанското езеро, формирана една нова, интересна, симпатична плажа во Стење, која што ќе може понатаму туристите да ја користат како плажа. Напоредно со чистењето на плажата, отпадот се отстрануваше и од населеното место Стење. Со оваа акција е почеток на отстранување на куповите на трска кои претходно беа извадени и го нарушуваат угледот на туристичката населба во Стење. Акцијата беше поддржана од колективниот управувач со отпад Пакомак, а во неа беа вклучени представници од невладиниот сектор, од местното население, представници од здравствениот дом, од територијалната противпожарна единица и јавното комунално предпријатие Пролетер од Ресен. Во близина на граничниот премин Богородица со Грција денеска беше отворена специјализирана продавница за сувенири, која е дел од проектот, владиниот проект на 20 такви продавници. Сувенирите од Македонија од денеска може да се купат и на граничните премини. Богородица е првиот од вкупно 3 гранични премини кој доби унифицирана продавница, каде сите туристи кои доаѓаат или пак заминуваат од нашата земја може да најдат голем број сувенири и богат избор на информативен туристички материјал. За министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, отварањето на објектот е одлична можност за сите граѓани и посетители на нашата земја да купат сувенири со мотиви од Македонија. Досега поставивме голем број на вакви македонски сувенирници и мислам дека навистина интересот е огромен, бидејќи овозможува за секој посетител, дали на градот, дали било каде е поставена, да си купи еден автентичен сувенир од нашата држава, од Република Македонија. Ова сувенирница е од посебно значај не само за Гевгелија, туку и воопшто за Република Македонија, имајќи во предвид дека ако не најфреквентен, еден од најфреквентните гранични премини е преминот Богородица Гевгелија, и тука транзитираат годишно од 4 до 6 милиони патници. Во рамките на денешната посета на Гевгелија, министерката Канчевска-Милевска, заедно со градоначалникот Иван Франгов и директорите на Заводот за заштита на спомениците на културата од Струмица и Градскиот музеј од Гевгелија, ја посетија и библиотеката Гоце Делчев, каде во тек е процесот на конзерваторско-реставраторски работи на фасадата, кои треба да бидат завршени до крајот на годинава. Во рамките на проектот, чија реализација започна минатата година, досега се промовирани 6 реконструирани фасади на значени споменични целини на објекти во Крушево, Скопје, Охрид, Битола и Прилеп. За оваа година, освен во Гевгелија, предвидено е да се интервенира и на фасади од староградските куќи. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска во Пробиштив го посети семејството, чиј дом изгоре пред неколку дена. Експресна реакција на министерот за труд и социјална политика Диме Спасов за помош на 4-членото семејство Василеви од Пробиштив, на кое пред 5 дена им изгоре покукнината во пожар. Тој денес им додели 30.000 денари еднократна парична помош и ги вклучи во проектот Се грижиме за топол дом.
ќе му биде обезбедена неопходната покупнина која што има изгорено и која што му е потребна за да ги обавуваат секојдневните функции во својот дом. Семејството Василеви со години живее во субстандардни услови. Од тие причини министерот се договори со градоначалникот Тони Тоневски на првата следна седница на Советот да им се одобрат средства за подмирување на сметките за струја и вода. Ќе гледаме колку се можностите на нашата општина заедно со Министерството за труд и социјала да му помогнеме на ова семејство, на дечињата кои што треба да почнат на училиште од септември да имаат нормални услови за живот. Во хуманата акција на Министерството се вклучи и Црвениот крст. Им помогнавме со хигиенски средства, кујнски сетови и облека, кебиња за дечињата. Спасов додаде дека како Министерство за труд и социјална политика и понатаму ќе продолжат да се грижат за граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик и ќе им се излезе во пресрет на сите оние на кои им е потребна помош. Толку во овие вести во 16, следните се во 19. Се што не видовте овде имате на Сидел.com и нашите страници на Facebook и на Twitter. Пријатен ден.